на и се посомневале дека таа го малтретира нивното бебе. Јавноста е згрозена од снимката која вчера беше објавена на социјалните мрежи. 30-дневен притвор за работи дадилката која физички малтретирала 9-месечно бебе, случај за кој на социјалните мрежи беше објавена и видеоснимка. 61-годишната дадилка која била соседка на семејството во скопската населба Ѓорче Петров, пред 5 месеци била најмена од родителите да ги чува нивните 2 деца, 9-месечното бебе и неговото 3 години постаро братче, но тие се посомневале дека нешто не е во ред откако по телото на бебето забележале мудринки. За да бидат сигурни, родителите поставиле камера во нивниот дом. На видеото се гледа како дадилката, наместо да го чува, физички го малтретира бебето, а снимката на социјалните мрежи првично ја објавила неговата тетка. Од МВР велат дека случајот е документиран и е поднесена кривична пријава против дадилката, а по одлуката на јавен обвинител, таа е зад решетки. Истата е пријавена откако претходно случајот во полиција го пријавија родителите, бидејќи предходниот период наназад забележале дека детето покажува видливи трауми, односно анксиозност, се будело навечер во вечерните часови со врескање и низа други симптоми кои што укажувале на некакво малтретирање во текот на денот. Адвокатот на дадилката побарал од судот снимките да бидат изземени како доказ бидејќи биле неовластено стекнати. Тој најави дека ќе поднесе приговор до основното јавно обвинителство, притворот на дадилката да биде заменет со куќен притвор и побара фер постапка за својот клиент. Се што ќе се направи мора да биде запазено поред процедура која е предвидена во законските прописи. Во случајов таа процедура е повредена. Тој доказ е прибавен на незаконит начин. Не е резултат на посебни истражни мерки, него е резултат очигледно на лични потези на, претпоставувам, родителите. Случајот предизвика бура од реакции по социјалните мрежи и кај граѓаните. Од првата детска амбасада Меѓаши вела дека родителите треба да ги доверат своите деца на чување на лиценцирани дадилки преку компании кои даваат вакви услуги или во детски градинки. Случајот според нив треба да добие правна разрешница. Голема храброст на родителите што го објавиле ова и треба да се добие правна разрешница. Дури ако судот или судијата не го прифати материјалот, треба да се даде навештачење до Министерството за внатрешни работи да се утврди дали е монтиран или не, затоа што доколку се докаже дека е веродостоен, навистина оваа снимка треба да го подигне алармот на сите родители кои користат вакви форми на чување на нивните деца од страна на пријатели, роднини, кои никогаш не се доволно сигурни на кое ниво квалитетно ја испорачуваат ова услуга. Апел е да се прошират можностите во сите градинки во Република Македонија, да се згрижа што повеќе деца во државните институции, односно во градинките, да нема листа на чекање и на тој начин ќе има поголема гаранција за нашите деца дека не само ќе бидат згрижени, нахранети, наспани, туку ќе се посети внимание на нивното воспитување и образование. Неофицијално дадилката е мајка на 3 деца и баба на неколку внучиња. Адвокатот на дадилката бара видеоснимката од малтретирање